Добре, почитувани гости, пријатели, колеги од граѓанското општество, представници на медиумите, на меѓународната заедница, на академската јавност, почитуван Патрик Гаспар, почитувана Маја Бојаджиевска, почитуван председателе на владата на Република Македонија Зоран Заев, ви посакувам на сите едно големо добре дојде на оваа денешна конференција, која носи наслов "Има ли шанси отвореното општество во Македонија", со која што го заокружуваме одбележувањето на 25 годишнината од постоењето и делувањето на фондацијата во Република Македонија. Сакавме со оваа конференција, која што ќе трае денеска и утре, да отвориме една сериозна, една аргументирана расправа, каде што со учество на сите вас, релевантните чинители, ќе се обидеме да дадеме одговор на некои клучни прашања, кои што задираат директно во она што е јадрото на вредностите на отвореното општество. Се надевам дека дискусиите и дебатата кои што ќе проследат во следните 2 дена ќе успеат да фрлат светлина или да ги артикулираат на најдобар можен начин кои се можностите, кој е потенцијалот, но кои се и ограничувањата Македонија на патот на стремежот кон отвореното општество тоа навистина да го оствари, ако воопшто некогаш овој концепт како што е замислен во идеална смисла и може да биде достигнат. Но дефинитивно ќе треба да разговараме за она што го правиме, за тоа што треба да го правиме или тоа што не треба да го правиме, за да се потрудиме сите заедно, одговорот на ова клучно прашање зад мене биде афирмативен. Тоа што во моментов со сигурност можеме да го кажеме е дека Македонија во изминатиот период од едно перманентно затворање на општеството, би рекла, особено во повеќе од едно децениско затворање на општеството, по промените минатата година покажува сигнали на отворање, покажува сигнали и знаци на сериозно ослободување. И тука пред се во доменот на слободата на медиумите, слободата на говорот, отворањето на институциите за соработка со граѓанските организации на еден суштински начин, напорите на институциите да бидат транспарентни за својата работа и за начинот на кој што ги трошат јавните ресурси, обидот да се дозволи да секој оној кој што има критички став, тоа слободно го каже, а при тоа властите да покажат доволно респонзивност на пропустите, истите да ги поправат. Но, дали е тоа доволно? Дали можеме да кажеме дека сме задоволни? Сигурно дека не, сигурно дека останува многу што треба да се направи за воиднина. Па во тој контекст би рекла, ни предстои сериозна работа на планот на правната држава. Ни предстои сериозна работа на планот на задоволување на правдата и расчистување со криминалот на претходната власт, би рекла. Ни предстои сериозна работа на справување со говорот на омраза, национализмот, ксенофобијата. Треба многу да направиме за да ги ослободиме јавните простори од доминацијата на политичките партии и да го ослободиме просторот каде што активните граѓани кои што се свесни за своите права и обврски ќе можат да делуваат затоа што ќе веруваат во тоа дека тие се оние од кои што се зависи и тие се оние кои што се двигателот на промените. Ќе ни треба многу за да обезбедиме професионално новинарство и слободно новинарство и критичка мисла и култура пред се би рекла, која што ќе има како императив да се занимава со активности кои што ќе значат, кои ќе се залагаат за општествени промени. Компетентноста, интегритетот и ефикасноста на институциите треба допрва да се покаже и да се докаже, за да бидат вистински сервис на граѓаните. Многу треба да се направи за да обезбедиме квалитетно образование, за да обезбедиме квалитетно образование за сите, за да обезбедиме квалитетно здравство, вистински здрав здравствен систем на кој што нема нашите граѓани да бидат жртви во буквална смисла на зборот. Многу треба да се направи
за да Македонија обезбеди политики кои што ќе имаат чувство за посебностите на маргинализираните заедници, на малцинствата во било која смисла. Политики кои што ќе овозможат овие заедници да имаат еднаков пристап до образованието, до здравството, но и до правдата, би рекла. И така може да се редат веројатно уште многу нешта. Тоа што можеме да го заклучиме е дека борбата за отвореното општество продолжува. Можеме да заклучиме дека има многу прашања, има многу предизвици, но би рекла има надеж, затоа што има и многу можности кои треба сите заедно да се обидеме да ги дофатиме. И тука никаде јас ќе завршам, бидејќи улогата моја денеска е да бидам модератор на оваа сесија. И ќе сакам да ја поканам на почетокот председателката на Управниот одбор на Фондацијата Отворено општество, професорката Маја Бојаджиевска, да ни се обрати. Почитувани гости, како што сите разбравте веќе до сега, последната конференција во рамки на одбележувањето 25 години Фондација Отворено општество Македонија, не случајно ја поставивме во широка рамка. Има ли шанси Отвореното општество во Македонија? Ако го преформулираме прашањето од насловот на конференцијата, всушност излегува дека ние ќе зборуваме за тоа каква иднина има Отвореното општество во Македонија. Може ли таа да се исцрта, да се предвиди, или за тоа може само да се размислува? Би требало да разговараме од различни аспекти. Од една страна, за заканите кон Отвореното општество, за предизвиците кои ги носи периодот пред нас, за можностите кои што се отвараат, за реалните ограничувања и слично. Би можеле уште еднаш да направиме рефлексија, честно и без идеализирање, за преломните моменти на излегувањето од темниот период во кој заканите кон Отвореното општество беа премногу јасни и директни. Дали беше полесно тогаш, кога го знаевме непријателот, и дали сме сигурни дека ќе биде полесно сега, кога да речеме слободата е освоена, но можностите и предизвиците не можат сосема јасно да се разлачат едни од други. Со нас се Патрик Гаспар, председателот на Фондациите Отворено општество и председателот на Владата на Република Македонија. На Патрик му се заблагодарувам најпрвин за тоа што е присутен денес, но и за тоа што беше со нас пред повеќе од една година, кога заканата кон Отвореното општество по себе беше недвосмислена и директна. На премиерот Заев исто така му се заблагодарувам за присуството, но и за тоа што политичката програма на неговата влада е заснована на корпус вредности, кои ги знаеме под референцијалниот маркер Општество за сите. Корпус кој што има, барем во својот филозофски дел, многу заедничко со корпусот на историските вредности на Отвореното општество. Заедно со благодарноста би му упатила едно благо предупредување, да внимава да не ни ја украде представата. Не затоа што е представата само наша, туку затоа што таа се одвива само и исклучиво во името на овој значаен корпус вредности за кој што зборува. Значи, ние денес ќе зборуваме за иднината на Отвореното општество во Македонија. Ќе почнам многу оддалеку. Во времето на грчката трагедија, кога традиционалниот митски систем почнувал да се распаѓа под импулсот на новиот морален свет кој што почнувал да се раѓа, уметноста веќе ја заокружила својата задача да го разреши конфликтот помеѓу старото и новото и одговорила на оваа задача со создавањето на една фигура. Фигурата на невиниот виновник, на трагичниот херој кој што во целата своја големина и страдање истовремено го изразува несигурното, минливо
небезбедно, ризично, лажно и опасно значење на човечката акција во тесниот временски интервал помеѓу она што веќе го нема и она што уште не постои. Тоа вообичаено го викаме иднина. Оттакаш па до скоро имало големи уметници кои навистина честно одговарале на ваквата задача, да се разреши конфликтот помеѓу старото и новото. Ќе ми простите што овој аудиториум го оптоварувам со книжевно-филозофски референции. Но, во нив се суштинските вредности, а ние во отвореното општество токму за тоа зборуваме. Така што јас како старомоден професор ќе инсистирам токму на тоа се додека можам. Да продолжам. Веројатно оној уметник кој најкохерентно одговорил на ваквата задача да се разреши тој конфликт е Франц Кафка. Соочен со човековата неможност да ги присвои своите собствени историски предпоставки, тој се обидел токму таа неможност да ја трансформира, претворајќи ја во почва на која човекот би можел да се обнови. Има една белешка во дневниците на Кафка, каде што оваа неможност човекот да си го поврати неговиот простор во тензијата помеѓу минатото и иднината се искажува прецизно со една слика. Слика во која убиствено едноставно се прикажуваат патници во воз. Возот наидува на несреќа во еден тунел. И тоа на место каде што светлината од почетокот на тунелот веќе не може да се види, а светлината на крајот на тунелот е толку мала што погледот мора трескавично, постојано да ја бара. Но таа трепери и постепено се губи, така што патниците во напрегнувањето на погледот веќе не се сигурни дали се работи за почеток или за крај на тунелот. Општото знаење за Кафка е такво што него лесно го сместуваат помеѓу песимистичките книжевни филозофии или во филозофијата на абсурдот. Но, како и оваа слика од неговите белешки, која е само навидум едноставно песимистичка, така и неговото творештво само навидум ја изразува безнадежноста на индивидуата во историското постоење. Кафка, како евреин кој живеел во Прага и пишувал на германски јазик, како двоен и троен изгнаник, знаел многу повеќе од другите и ја пресвртел идеалната слика за ангелот на историјата и за линеарното време на човековиот прогрес. Така тој веќе не ја гледа идејата за историјата како бескрајно расклопување по должината на линеарното време, кое се стреми кон некоја цел. Не, туку како една парадоксална слика за состојбата на историјата во која фундаменталниот настан на човековата состојба постојано се случува и ја прекинува линеарноста. Со право ќе се запрашате каква врска има ова со шансите на отвореното општество во Македонија или со шансите на отвореното општество каде било. Би се осмелила да одговорам, има голема и суштинска врска. Вредностите на отвореното општество, кои ние сме ги одбрале како своји, постојано налагаат да застанеме и да се наведнеме пред задачата на која одговарале големите уметници. Ако гледаме веќе дека ангелот на историјата запрел и дека во интервалот помеѓу минатото и иднината човекот мора да се соочи со сопствената одговорност, затоа што за многу луѓе тука и насекаде во светот последниот суд не е некаде напред, далеку во времето, туку се одвива секој ден, тогаш ние мораме да помогнеме. Може би тоа не е многу, но секаде
каде што човекот ја има изгубено својата способност да го присвои својот историски простор, конкретниот простор на обичното човечко дејствување и знаење, тоа е значајно. Тоа значи, на крајот, ако ја вратам во фокусот повторно комплексната слика на Кафка, целта или светлината што патниците ја бараат во тунелот е всушност постојано тука, пред нас, секој ден и секој час. Ви благодарам. Благодарам, Маја. Би сакала сега да го поканам Патрик Гаспар, председателот на Фондацијата Отворено општество глобално, да ни се обрати. Како што Маја претходно го најави, Патрик е голем пријател на Македонија. Во изминативе 2 години, нема ни 2 години, е веќе трет пат тука. Прв пат не за многу убава работа, но еве и денес за една убава одредница, се надевам, која што, како што рече Маја, светлото на крајот од тунелот се уште може да го гледаме и да не инспирира да продолжиме понатаму. Патрик, повели. Благодарам толку многу, Фани, и Маја исто за твоите топли зборови и за твоето брилијантна и точна анализа. И ти, и Фани, во текот на во последниот период, всушност требаше да издржите притисокот на државната моќ и тоа го издржавте со огромна грациозност за која што ние сите ви сме длабоко задолжени. Господине премиер, ние сме, драго ми е што сте овде, вашата присутност овде ја ни дава, не усидрува во овој момент во меѓународната заедница и во вашата нација, но ни дозволува во исто време да замислиме иднина која што не исполнува со огромен оптимизам за она што е возможно. Па затоа уште еднаш ви благодарам. Оптимизам, а тоа е прилично еден заразен оптимизам, кој што всушност ни го дава компасот на денешната конференција. Овде сум за да ви се придружам во прославувањето на четвртина век работа во ова исклучителна земја, и Фанија веќе рече дека јас овде сум 3 пати во Македонија во период од 1 година. Толку многу ја сакам Македонија. И одлично е да направиме мала пауза за да се подсетиме на нашата историја. Ние сите сме свесни за опасностите од политичка амнезија. Постојано мораме да направиме пауза за да го солидифицираме и за да го потврдиме напредокот што го направиве во однос на регресивниот популизам. Исто така ние паузираме и се рефлектираме на нашето парашње за да можеме заеднички да ја поставиме нашата волја во историјата. Јас се засидрувам во Скопје за да влечам сила од оптимизмот кој што денеска го гледам и кој што е всушност во голема спротивност со средината што ја затекнав пред 1 година кога прв пат дојдов во фондацијата. Сликата изгледаше сосема црна пред само многу мал периодот. И всушност претходната администрација сакаше да ја затвори нашата работа и нашата фондација и всушност да избегне одговорност. Постоеа владени агенти во нашата канцеларија речиси секој ден. Нашите партнери беа вознемирувани и заплашувани.
атмосферата во Македонија беше тензична и можеше да се осети дека фондацијата и иднината на Македонија беа на работна бездната. Меѓутоа, можеме да кажеме дека благодарение на отпорот на граѓанското општество и нивната одпределба да се борат за идните генерација на Македонија, сега сме овде каде сме. Сакам да им се заблагодарам на персоналот на фондацијата во Македонија за нивната истреност и несебична работа. И се разбира, сакам да им се заблагодарам на нашите грантисти и партнери во времето на опресијата кога бевме под закана на насилство. Нашата желба овде да се прославиме се должи на вашата храброст во тие темни денови. Се разбира, како што Фане веќе забележа, обстојувањето не е исто како и победата. И тоа е нешто што јас долго го знам во мојата работа во граѓанското општество и во политиката. Сите се согласуваме дека направен е огромен напредок, но имаме и голем пат пред нас. Големи реформи се потребни за да се обезбеди пристап до права, транспарентност и права за сите. И сите мораме да црпиме енергијата и иновациите на младите македонци за да се навистина да се развие инклузивно општество. Економското зајакнување мора да оди рака под рака со правдата. Што не довесува на суштинското прашање кое што беше формулирано за денешниот форум. Дали отвореното општество може да цвета во ова општество? Премиере, вие имате агенти и кредибилитет многу повеќе од она што јас имам во одговарањето на ова прашање. Но јас можам да се подпрам на четвртвековната работа на фондацијата Отворено општество и да кажам еден одговор на прашањето, тоа е да. Затоа јас тоа го базирам на Џорџ Сорос, човекот чија што филозофија всушност ја го водеше напредокот овде и во регионот. Јас не сум македонцен. Јас немам никакви бизнис врски со Македонија, ниту пак имам намера да имам такви врски. Ви го давам овој заем единствено затоа што мислам дека е од вителен интерес за Европа и за целиот свет Македонија да преживее како мултиетничко и отворено општество. Ова беа зборовите на Сорос пред 25 години, пред една цела генерација, кога тој даде премостувачки кредит за Македонија, која што се бореше со меѓународно признавање во светски рамки, а на Балканот постоја меѓуетнички војни. 25 години подоцна Македонија обстојува како меѓуетничко општество каде што всушност голем дел од заложбите за маргинализираните заедници се уште се голема предизвик за нас. И јас сум горд дека од својот почекот оваа фондација ги постави темелите за да ја изгради таа визија за Македонија. Македонија која што брзо се отвара за секој демократско рабање. Македонија на помирување. И нашата поддршка беше манифестира преку кампањи што ги водеа граѓаните кои сакаа да покажат дека Македонија не е само географија, туку е идеја која што не обединува сите. Отвореното општество храбро настапи онаму каде што владите не успеваат и според поетот Лидија Димовска, кога светот е бавен, кога човештвото е под прашање, ние мора да бидеме брзи кога стоиме на раскрицата да не се движиме ни напред ни назад. Ние всушност бевме вклучени во вителот на овие случувања во 94-та година, кога се затвори патот, копнениот пат кон Србија и Отвореното општество всушност организира 40 авионски карго пратки за Словенија за да се спаси економијата, кога во 2008 година се појави глобалната економска криза. Ова фондација донесе им помогна на голем број луѓе и тоа таков е начинот во последните 25 носејќи програми за деца, за бегалци, за сите обезбедување
основни лекови за здравството, зајакнување на правна рамка, на рамката за правно зајакнување и овозможување пристап до правдата за ромската заедница. Но она што ова општество го направи поради големината на македонското срце, конфликтите и кризите се разбира дека ја оптоваруваат вашата историја. Сите имаме своји предизвици, но тие ни дадоа невидени досега примери за надеж и за гостопримско. Голем дел од македонците во 2015 година им посака добре дојдена и им помогна на мигрантите, дури кога владата се обидуваше да го заузда медиумите и да го затвори граѓанското општество, се уште имаше граѓани кои што велеа доста е и нема да запреме пред ништо да го реконструираме граѓанскиот дискурс. Па затоа да кажам, да затворам со некои од можности за во Македонија. Тоа е доказ за драматичните промени што ги имаме и што сме тука во присуство на премиерот кој што сакаше да дојде во оваа средина и да го слушне гласот на отвореното општество. Навистина и сигурен сум дека вие ќе оставите таа врата отворена дури кога гласот на граѓанското општество ќе биде критичен кон вашите политики. И оваа фондација целосно ги поддржува вашите европски аспирации. Вие бевте навистина толку посветен на решавање на проблемите со соседите, се со цел да донесете постојан мир во Македонија и на целиот Балкан. Го гледам ова како момент на длабока трансформација за да се соедини веќе разделеното општество. И затоа сметам да граѓанското општество ќе биде од суштинско значење во таа заложба. Партнерството може да има различни форми, преку независни организации или консултации за јавни политики со групи кои што обично се маргинализирани. Знам дека фондацијата овде е посветена да ви помогне како донатор, но и како застапувач за јавни политики. И само владата која што е респонзивна на потребите на своите граѓани и која е отворена да се реформира во однос на желбите и она што граѓаните на Македонија го заслужија. На крај, премиере, ќе затворам и заедно со овие пријатели дека не сте сами во вашите залбожи. И всушност знаеме дека ова зграда е изградена по 63 година за земјотресот и дека го светот рече дека ќе инвестира и ќе се кладиме на долгорочниот обстанок на Македонија. Не бевте сами во 63-та и не сте сами сега, ние ќе останеме покрај вас. Ви благодарам. Patrick, a lot. Навистина благодарам. Сега му давам збор на председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев, да ни се обрати. Промоторот на едно општество за сите, заложник за граѓанскиот концепт на државата и голем поддржувач на граѓанските организации. Повелете. Благодарам, Фани. Почитувана Маја Бојаджиевска, председателка на управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија, почитуван Патрик Гаспар, председател на Фондацијата Отворено општество, почитувана Фани Карамфиловска-Пановска, извршна директорка на Фондацијата Отворено општество Македонија, почитуван поранешен председател, извршен директор на фондацијата, почитувани пријатели на концептот Отворено општество. На почетокот дозволете ми да се заблагодарам за поканата да учествувам на оваа завршна конференција и има ли шанси Отвореното општество во Македонија по повод одбележувањето на 25 годишнината од постоењето на Фондацијата Отворено општество Македонија. Ја прифатив оваа покана како премиер на Република Македонија бидејќи стигна на таа моја актуелна адреса, но верувам дека моите задоволство и обврска да прифатам се поттикнати многу повеќе од мојот идентитет како граѓанин на оваа земја. Имам длабоки емотивни и политички причини за тоа. За време на режимот, заедно со граѓаните на Република Македонија, заедно со сите граѓани, без разлика на нивната политичка, етничка или било каква друга определба, го кренавме својот глас против заканата пред која беше исправена едината на нашата земја,
на нашето општество, заканата од затворено општество. Граѓаните одбележаа црвената линија и рекоа гласно: ова е точка од која нема враќање. Чук на крајниот час за промена, за слобода. Ова е време за надпартиска граѓанска битка. Поттикнати од поривот да го ослободат, да го отворат своето општество, граѓаните на Македонија создадоа услови за фери демократски избори и мнозинството гласаше за победа на отвореното општество. Граѓаните застанаа на страната на победата со пенкал. Ненасилно ја ослободија заробената држава, демократските сили се спротиставија на ретроградните структури, на оние кои сакаа да го затворат и заробат општеството. Граѓаните повторно ги реафирмираа принципите на граѓанските демократски стандарди, на еманципираната политичка култура, човековите права и слобода за сите без исклучок и неопходноста од транспарентност и отчетност на институциите во Република Македонија. Почитувани пријатели и застапници на отворените општества, само тенденциозните, злонамерни и ретроградни политички формации можат да се обидуваат да го оспорат придонесот што во градењето на граѓанското општество во Република Македонија го имаше и го има Фондацијата Отворено општество Македонија. Ниту еден со елементарна политичка и општествена зрелост нема да може да најде аргументи да порекне дека Фондацијата Отворено општество веќе 25 години се залага за создавање динамично и толерантно општество, во кое граѓаните се силни, активни и вклучени, а властите се бара да бидат одговорни, отчетни, отворени во креирањето на политиките за граѓаните. Фондацијата Отворено општество Македонија вложи многу за поддршка на подобрувањето на животот на граѓаните. Континуираната поддршка на иницијативите што доаѓа од граѓаните за граѓаните, како и поддршката за јакнење на владените институции, во голема мера овозможија подобро образование и здравство, владење на правото, почитување на човековите права, плурализам во медиумите и слобода на говорот и така натаму. Фондацијата посвети огромно внимание на младите, на маргинализираните групи и на локалните заедници како важен влог во градењето општество за еднакви граѓани. Како важен влог во општество на силни и активни граѓани кои знаат дека нивниот глас треба да биде слушнат кога се креираат политиките за нив. И тој глас е слушнат. Кога беше формирана актуелната влада на Република Македонија, дадовме збор дека својата работа ќе ја темелиме на отворени, транспарентни, сигурни и ефикасни владени институции кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. Иницииравме пакет активности кои недвосмислено се насочени кон транспарентност, отчетност и одговорност и ја одразуваат заложбата за целосно имплементирање на концептот отворена влада. Почитувани пријатели и застапници на отворените општества, не можам да не истакнам дека немаше подобар момент за да зборувам за отвореното општество, отколку што е актуелниот миг на нашата општествено-политичка стварност. Овие денови сме исправени пред пресудни чекори да го решиме 25 годишниот спор за името. Се соочуваме со овој предизвик за Македонија и граѓаните да одат напред. Со граѓаните на нашата земја зацртавме дека 2018 ќе биде година на силни реформи и дека Македонија ја носиме во Европската Унија, а со тоа Европа ја носиме во Македонија. Со енергијата посветена на отворените прашања со соседите, со потпишувањето на договорот со Бугарија и со продлабочувањето на релациите со Грција, ја сменивме перцепцијата за Република Македонија. Со пријателството меѓу Република Македонија и Република Грција, која наспроти сите очекувања, го изградивме за време на овој деликатен и чувствителен процес. Решаваме спор за да го засилиме, зајакнеме достоинството и идентитетот на граѓаните на двете земји. Регионот не смее да си дозволи нов циклус на враќање назад. Затоа овој заеднички македонско-грчки порив за решавање на 25 годишниот спор мора да успее. Ова е борба во која на темелите од минатото ќе изградиме просперитетна иднина. И свесни сме дека светот внимателно ја следи оваа наша заедничка иницијатива.
Благодарен сум на поддршката од меѓународната заедница, на сите наши пријатели што даваат личен ангажман за да успее оваа историска можност за нашите држави, за регионот и за Европа. И ете го одговорот. Да, отворено општество има сериозна шанса во Македонија и сите ние треба силно да се вложиме да искористиме таа шанса. Во тој дух владата на Република Македонија ќе продолжи максимално посветено и фокусирано се до изнаоѓање дефинитивно решение на 25 годишниот спор. Никогаш не сме биле поблиску до решение, а пријателството меѓу двете земји и двата народи никогаш не било поголемо. Ке ги вложиме сите напори да извлечеме максимум од овој позитивен историски момент за двете држави. Премногу е важна еднината за да го препуштиме просторот на затворената, обскурна, темна алтернатива. Мораме силно да се спротиставиме на поделбите, на популизмот, на изолацијата, на менталитетот, сите ни се непријатели. Премногу е важно на граѓаните да им биде јасно дека изборот не е меѓу левата или десната политичка опција, туку меѓу отвореното или затвореното општество. Почитувани представници на Фондацијата Отворено општество Македонија, почитувани активисти и борци за отворено општество, дозволете ми на крајот уште еднаш да ви го честитам значајниот јубилеј 25 години постоење. Минатата година нашата држава славеше 26 години од нејзината независност. Тоа значи дека програмите и активностите на Фондацијата Отворено општество се вградени во темелите и во столбовите на граѓанското општество во Република Македонија. Ме информираа дека првите канцеларии на Фондацијата биле во просториите на владата, што доволно кажува за меѓусебната соработка. Работата на Фондацијата на сите овие години е вткаена и во надежите и остварувањата на низините граѓани. Граѓани кои и низ бројки проекции на Фондацијата се уверија дека општествените заедници имаат потреба од одговорни општествени институции, а отвореното општество има потреба од силни граѓани во услови на демократско владење, слобода на изразување и почитување на правата на поединецот. Благодарам. Ви благодарам. И сега предвидено е одредено време за прашање, но премиерот мислам дека треба да замине. Мислам дека Јас кога закажавме седницата, немав одлука на судот дека денеска ќе носи пресуда по еден предмет кој што е врзан со мене. Зборувам транспарентно, ти си да го знаат и предметот, па нечесно е пресуда без мене да се донесе. Длабоко се извинувам што морам да ја напуштам оваа конференција, имам толку многу што да дебатирам, но секако оставам простор за сите идни нови дебати кои што Отворено општество ќе ги генерира, а ние владините представници мудро ќе слушаме и ќе учиме, како што впрочем и досега го правиме тоа. ќе ве држиме за збор. Ви благодарам многу. Ви посакувам успех денес и понатаму во деновите што следуваат. Се надеваме не. Поздрав и пријатно. Дали имаме, ми се чини, малку време, за жал премиерот мораше да замина, но мислам дека присуството на Патрик тука и на Маја на сите нас дозволува апсолутно можност и може да биде инспирација доколку имате некои прашања. А доколку нема, тогаш тука официјално ја затворам оваа прва. Има? Се извин. Има? Значи, ја затворам... Ајде, ама ќе ве молам, да, само директно прашањето, може? For Mr. Gaspar, first of За господинот Гаспар, мислам дека оваа фондација е една од оние правни субјекти кои што најмногу придонесоа за оваа земја, Господ се разбира,
И затоа ви го кажувам моето целосно почитување. Сакам да ве праша дали ти се согласувате со списокот на приоритети на оваа влада, бидејќи State Departmentот бараше од оваа влада да го смени некои луѓе од администрацијата кои што очигледно работат за другата страна, условно кажано, односно како на пример директорот на агенцијата за јавна администрација. И прво да се сменат овие луѓе, бидејќи ние нема да бидеме во можно да се приклучиме на клубот ако не го направиме тоа најбрзо што можеме. Благодарам. Ви благодарам многу за вашето прашање и за тоа што бевте јасни за потребата дека треба владата да се држи одговорна или отчетна не само овде во Македонија, туку и пред меѓународната заедница во целиот овој период на транзиција кон Европската унија и влегувањето. Вашата поента за инвестициите што треба да ги направиме во младите луѓе се блиску до нашите цели и всушност беа кажани во моите воведни забелешки и во мојот воведен говор денеска. Мислам дека премиерот исто така беше јасен кога ја изрази потребата за движечки сили на транспарентноста и отчетноста и дека постоеше јасна криза во довербата во претходната администрација, односно владата, поради проблеми со корупцијата, непотизмот и така натаму. И сега сите тие треба да одговарат и на таквите напори треба да им се даде, односно треба да се не одговарат. Во текот на овој зид на историјата ние направавме инвестиции не само во програми за рано детство, туку и во образованието, рано образование, туку и преку стипендија. Постои огромна криза која што се случува во Македонија во однос на brain drain или излив на мозоци од Македонија, дека луѓето се заминуваат од Македонија во последните години. Поголем дел од нив се многу млади со одлични капацитет и тие се сега во други земји, во Европската унија, па дури и во САД. Меѓутоа, за да се направи преврат на овој одлив на мозоц, потребно е да се дадат можности за ставање на младите луѓе во главните текови на економијата и да се инвестира во средината овде, која што ќе биде, ќе ги привлекува други компании, кои што мислам дека одговорив на дел од вашите прашања, господине. Добро, ви благодарам. Има ли други прашања? Ако нема прашања, јас овде би ја затворила оваа воведна сесија. Имаме малку време за пауза. Долу има кафе, ми се чини. И потоа продолжуваме во 12:30 со првата работна сесија, првиот панел на тема културата и идентитетите. Благодарам.